Кожув не го даваме. Граѓански отпор против изградбата на мала хидроцентрала на Дошница. Во вечерашното издание на Отворено зборуваме за една од најгорливите во моментов теми од југоистокот, најавената изградба на мала хидроцентрала на реката Дошница под падините на Кожув планина. Додека инвеститорот го брани проектот како еколошки прифатлив и законски одобрен, локалното население, планинари, активисти и еколошки здруженија го крена гласот. Не за политички интерес, туку за одбрана на природата, биодиверзитетот и јавниот интерес. Зошто велат дека оваа мала хидроцентрала ќе има големи последици? Дали некој ги слушна гласовите на граѓаните кои што изминативе денови протестира? Дали во ова време се уште треба да градиме енергетски објекти кои што можат да влијаат на намалување на квалитетот на животната средина? Наши соговорници вечерва во Отворено се представници на граѓанскиот отпор, еколошки активисти, здруженија кои на терен ја водат битката за Кожув. Од мојата десна страна Марина Томова од Changemakers. Добра вечер, добре дојдовте во студиото на ТВ24. Добра вечер, ви благодариме за поканата. Кристијан Алчинов од Спас за нас. Тоа е здруженијето кое што се спротистави на отворањето на рудниците во Југоистокот. Добра вечер. Добра вечер вам. И од мојата лева страна Ѓорѓи Митровски од еколошката организација Екосвест. Добра вечер и за вас. Добра вечер. Добре дојдовте. Ајде прво ќе почнам со вас. Зошто се одлучивте на ово еден вака, би рекле, најсензитивен чекор, а тоа е преку протести и блокади да го изразите вашиот работ? Затоа што ние претходно имавме протест пред 2,5 години и гласот не беше слушнат, додека сите мини хидроелектрани во светот се рушат, кај нас се уште се градат, и една единствена река во Македонија која има најчиста вода е реката Дошница, и наше човеково право е да заштитиме животната средина на нашите реки и планини. И таа е наша обврска и должност како невладен сектор. Да, рековте пред 2,5 години не бил слушнат вашиот глас, дали тогаш не беше доволно силен или сметате дека се немаше политичка волја за да се влезе во стопирање на овој проект? Јас мислење мој или наше ова е граѓанска иницијатива сега, значи тука нема организатор, тука цела Македонија се вклучени од 19 градови активисти. Значи тогаш мислам дека не им беше средена целокупната документација. Па има простор до сега. Може би грешам, ама мислам дека таму има правник кој го тера тој дел. Алчинов, ваше видување за тоа дали мислите дека преку ваков начин на изразување на револт ќе успеете во онаа мисија која што сега сте се зацртале, тоа е да се практично да се поништат одобренија за изградба? Првично да ве коригирам, не е една мини хидроцентрала, туку се две, Папрат и Баров дол, планирани на реката Дошница, вдолж 2 километри, една од друга. Како што напомена Марина, 2023 година еден голем сенароден протест се случи на локалитетот Смрдлива вода, исто против ваквата изградба, но зошто е толков периодот сега кога имаме повторно активности? Тоа е едната причина е промена на собствеништвото, од кој ја примил првично, кој ја започнал целата иницијатива и концесијата, до кој сега управува, а тоа се џСП Актуел до Скопје и џС Актуел Ѓоко до Скопје, и двете во собственост на Ѓоко Стериоски, поврзан директно со кладилниците Спорт Лайф, кои што ги има низ државата. Добро, што има тоа врска во однос на вашите барања, бидејќи делот од барањата се еколошки, а не кој е собственик или не е собственик на нешто, претпоставувам. Ние мораме да ги извадиме транспарентно да бидат сите информации, зошто бидејќи ова е граѓанска иницијатива, ова е голем отпор кој што се случува. Од друга страна, законот за малите хидроцентрали кој што се до 1 мегават е така склопен да биде само во нивна полза. Ние правната битка ја тераме паралелно со физичката битка и еден начин почетокот на оваа борба кој што имаме почнува со блок, со барикади и со протести и продолжува така.
Така. Добро, благодарам за сега. Секако ќе во текот на емисијата ќе елаборираме уште повеќе за тоа зошто и како ова се случува. Сакам тука да напоменам дека Министерството за животна средина, иако покането денеска уредно не се одзва на поканата представници на Министерството за животна средина да дојдат на оваа дебатна емисија, каде што ќе требаше да се спротивстават аргументите околу оправданоста во изградбата на вакви мали хидроцентрали. Господине Митревски, еве на почеток слушнавме дел од аргументите на вашите колеги. Која е суштинската закана од изградба на мали хидроцентрали на една река, бидејќи генерално во денешно време постои мислење дека загадувачите се оние термоелектраните кои што работат на јаглен и така натаму, додека хидроцентралите сепак имаат една малку поеколошка димензија. Може ли да ни го објасните тоа? Да, малите хидроцентрали не се без влијание, како што се мисли. Во нашата земја веќе втора деценија изградбата на малите хидроцентрали представува горлив проблем. Овие конкретни мали хидроцентрали кои што се градат кај нас и во регионот се така наречени мали хидроцентрали од деривационен тип. Тие функционираат на тој начин што во горниот тек на реката се зафаќа водата од речното корито во цевка, која што паралелно со речното корито се спроведува неколку километри во долниот тек, каде што се испушта во турбината и се враќа во речното корито, или во случајот како овај и повеќе други случаи, да речеме во националниот парк Шар планина и така натаму, од една има две или три кумулациони изградени мали хидроцентрали, така да практично речното корито е во цевка, водата е во цевка и речното корито е празно. Но дали е целосно празно или мора да се одржува одреден еколошки минимум? Во актуелниот закон за води постои еден несреќен термин наречен биолошки проток, што подразбира 10% од средногодишниот проток. Во европската регулатива и се надеваме во новиот закон за води, кој што е неколку години веќе изработен, ние бевме дел од работната група, но се уште не е даден на разгледување. На парламент конечно успеавме како ние граѓанските организации да се заложиме и да се воведат европските практики, да се воведе она што се нарекува еколошки проток. Еколошки проток значи количество на водата во реката што е неопходно за нормално еколошко функционирање на реката, а тоа е многу повеќе од 10%. Добро, ако е тоа овозможено, обезбедено, каде се тогаш опасностите? Тоа не е обезбедено во ниедна од досегашните мали хидроцентрали. Во моментов во нашава држава оперираат 98. Добро, зборувам за новите. Како што се сега овие, дали и за новите не се обезбедува на овој начин кој што го споменавте? Тој еколошки минимум за да се задржи и биодиверзитет. Тој еколошки минимум ќе се обезбеди тогаш кога ќе се донесе новиот закон за води, кога ќе се донесе подзаконски акт за мерење на еколошки проток и така натаму. Тоа далеку сме се уште од тоа, иако се залагаме веќе со години, така да во моментов со постоечката законска регулатива малите хидроцентрали значат практично смрт за речните екосистеми. Во моментот во државава има 98 активни мали хидроцентрали. Јас лично сум ги посетил речиси сите. Нема ниту една која што функционира ни блиску до задоволителните услови во смисла на проток за биодиверзитетот. Да не зборуваме за проблемите кои настануваат со водоснабдување на локалните заедници и така натаму. Да. Добро, каде е најголемиот страф кај вас? Кој дел од овие еколошки сегменти кои што ги наброја Митревски очекувате дека ќе бидат најголема опасност по околината? Прво, на реката Дошница и на Кожув не се направени студиите кои што ние ги побаравме за ендемични видови растителен животински свет. Само пастрмката да се замати водата умира. Тоа веќе е еколошка катастрофа, така? Водата за пиење што ја спомена. Водата за пиење е прво. Значи има општини кои се снабдуваат со вода за пиење и наводнување
од реката Дошница, од другите општини како Демиркапи и така натаму. Значи целата катастрофа, ние, како што кажа Ѓорги, значи мини хидроелектраните, истата фирма, сега имаат нова фирма регистрирано, има друга мини хидроелектрана и таму е пустелија. Пред неколку дени дојда инспекторот, државен инспекторат. Јас прашав, наместо да одат на Дошница, да се спуштат доле, да направат инспекција, дали се држат на правилата на 30 литри на секунда, истекување од самата цевка, биолошкиот минимум, каде што нема нешто. Таму е сопран, таму е пустелија. Значи, ние да не се држиме на никакви правила, во секој случај таму ќе изумре цел свет. Ние побаравме иницијатива на која се подпиша 13 академици, професори, многу здруженија, тројцата градоначалници од трите општини да одвојат од нивниот буџет, да се направат овие студии, доколку има ендемични видови во опасност на животински свет, значи нема никаква можност за градба. А веќе има цела книга напишано. Добро, добивте поддршка од градоначалниците? Точно, сите се исподпишаа, да, меѓутоа се чека, за жал, господинот Митко Јанчев не се одзва на поканата денеска, така да исто и министерот за животна средина, така имавме неколку прашања до него. Чекаме на нив, додека тоа не се случи, блокадите продолжуваат. Да одиме чекор по чекор, зошто е ова проблем, зошто народот, односно граѓанската иницијатива продолжува и воопшто се активирала. Тоа е број 1. За да се направи една мини хидроцентрала е потребно да се направи пат шумски, да помине низ шума, низ пасишта, низ целата природа. За тоа овде да се направи, се планира сечење на шума која што е составена од ела, белбор, бука во површина од 1000 хектари. За да се направи патот, за да се дојде до некакво тампонирање негово и да се дојде до самата изградба долу. Самите централи во должина од 4 км и во ширина од 8 метри треба да се ископачи цело течење на реката, да се испосечат сите дрвја кои што ги напоменавме, со тоа што таму веќе ги загрозуваме сите ендемични и регуларна флора и фауна кои што имаме на Дошница. На таква нечепната природа, ние, односно самите изведувачи, инвеститори сакаат да направат покол на целиот екосистем. Со тоа ќе пореметиме самата река, микроклимата, во суштина целата Кожух планина. Кој се е засегнат од ова страна? 150.000 луѓе на југоистокот, кои што посредно или непосредно пијат вода од Кожух планина. Кожух планина е единствена во регионот кој што има таква питка вода. Почнувајќи од Гевгелија, од мојот роден град, кај што самите бунари од кои што се напојува градот, тие се напојуваат од оваа река. Подземните води доаѓаат од Дошница, односно на највисоките извори овде. Да не зборувам дека индиректно 50.000 луѓе работат и живеат од планината, зборуваме од грижа кон нејзе и совесно работење, а не од овакви црни проекти кои што се намерачени на планината и на Дошница. Колку локалното население беше информирано за целиот овој процес? Дали бевте запознаени со целата оваа иницијатива? Дали ние го запознавме населението? Не, дали населението имаше учество во јавните расправи за тоа дека треба да се гради во процесот на донесување на одлука за изградба? Тука е и еден од суштинските проблеми, а тоа е што за малите хидроцентрали до 1 мегават не е предвидена јавна расправа. Односно не е предвиден изработка на студија, туку само еден човек, во случајов еден шумарски инженер кој што изработува елаборат, само и на основ на тој елаборат се прави ваков екоцид на планината. Да. Да тоа е клучниот проблем што од еден човек и од еден елаборат, еден документ кој што го изготвува без учество на никаква јавност, без никаква транспарентност, во тајност, без никаква транспарентност се носат вакви одлуки погубни за природата и за народот. Да. Повелете да може би дадете нешто ново, сакав да додадам уште малку точно. Ова е многу важна тема. Не само малите хидроцентрали и голем број други инфраструктурни проекти во државава наша се
да се донесуваат врз база на еден механизам познат под фамозното име елаборат, пропишан во Законот за животна средина. Значи, елаборатот, за разлика од студија за оцена на влијание врз животната средина, не подразбира учество на јавноста. Студија за оцена на влијанието врз животната средина значи дека е зависно од големината и обемот на проектот и потенцијалите за негово влијание врз природата, екологијата, населението и така натаму. Подразбира една обемна анализа на состојбите, многу често или најчесто 12-месечен мониторинг и потоа врз база на добените резултати јавни расправи за вклучување на јавноста. Локалните заедници, стручната јавност, академската јавност и така натаму, и дури потоа следи процес на доделување на концесија за употреба на јавни добра или ресурси како што е водата, рудата и така натаму. Законот за животна средина пропишува за мали проекти да може да се применува еден друг механизам кој што е побрз пат и подразбира директни преговори меѓу инвеститорот и Министерството за животна средина, и во такви директни преговори со помош на изработка на елаборат, како што каже колегата, се даваат сите можни дозволи. Ние сме сведоци веќе 15 години во државава каде што кога багерите ќе дојдат на сред село да копаат во реката, граѓаните, односно локалните заедници по прв пат слушаат за проектот и за идејата да изградба на хидроцентрала на нивната река. Ние минатата година, пред нешто повеќе од година дена, поднесовме представка до Уставниот суд за неуставноста на елаборатите како механизам кој што ја исклучуваат учество на јавноста, затоа што учество на јавноста во одлучување за проекти каде што се засегнато јавното добро е уставно право, уште повеќе што нашата држава го има ратификувано Архуската конвенција за учество на јавноста, и сметавме дека и нашите колеги правници исто така се повикаа и сметавме дека е противуставно, елаборатите се противуставни. Знаете, ние сега во овој процес на пристапни преговори кон Европска унија го имаме поглавието 27 за прашања од областа на животна средина, кое што, ако сте го виделе по обеме, речиси двојно поголемо од прашањето владење на правото. Значи, во таа област имаме најмалку напредок и според ова регулатива ние треба да ја транспонираме европската регулатива елаборат. Таков механизам кој што исклучува учество на јавноста го нема како пракса во европските земји. Тоа е клучниот проблем. Тука сакам режијата да ми го подготви првиот телоп, бидејќи ние ја прашавме компанијата инвеститор, практично таа што ќе го гради и ќе го ползува добрата од оваа мала хидроцентрала. Значи, прашањето беше дали имате изготвено и објавено целосна студија за оцена на влијанието врз животната средина и дали беше обезбедено учество на јавноста, особено на локалното население од Кожув и регионот. Еве го одговорот. Конзорциумот Хидродошница целосно ја заврши подготовката на елаборат за оцена на влијанието врз животната средина, кој беше навреме доставен до Министерството за животна средина и просторно планирање. По завршената експертиза добивме официјално решение за одобрување на елаборатот, со што се потврди дека сите предвидени мерки за заштита се во согласност со националната регулатива. Сите овие документи се достапни на органите, а со тоа и на јавноста. Нема ниедна постапка или дозвола која е заобиколена, ве охрабруваме да проверите. Во однос на вклученоста и информирање на јавноста, тие ги спроведуваат институциите од каде може да побарате информации. Ова е одговорот на првото прашање. Второто прашање беше во однос на она што и досега го дебатиравме во студиото. Второто прашање гласи: како планирате да го обезбедите континуираниот биолошки минимум на вода во реката Дошница и кои конкретни мерки ќе се преземат за да не се наруши природниот тек и екосистемот? И еве го одговорот. Правниот субјект кој го реализира проектот поседува уредна водостопанска дозвола издадена од надлежната институција, во која се прецизно утврдени параметрите за користење на водата, вклучително и обврската за континуирано обезбедување на биолошки минимум во реката. Биолошкиот минимум представува законски дефиниран минимум на воден проток кој мора постојано да се пушта назад во реката за да се зачува природниот тек и да не се наруши животниот циклус на водниот и крајбрежниот екосистем.
Проектот е технички дизајниран така што оваа обврска е интегрирана во изведбата преку контролирани дотечни системи, автоматски регулатори и постојан мониторинг. Дополнително, сите параметри ќе се следат соодветно и од страна на надлежните инспекцијски служби. Со тоа се гарантира дека нема да има сушење на речното корито, ниту деградација на природната рамнотежа. Се вели во одговорот на второто прашање. Малку подоцна ќе одиме со другите прашања што ги поставивме, за да можеме на некој начин да дебатираме со ова што се зборува. Да, повелете. Да, би сакал да коментирам, веднаш на ова. Многу интересни се овие одговори што ги прочитавме, често ги добиваме овие одговори од инвеститорите, ама реалноста е малку поинаква. Во договорот за концесија кој што инвеститорите го добиваат, се задолжени да обезбедат 10% биолошки минимум во течението на реката и да вршат редовни мерења и тие мерења за тие мерења да известуваат во Министерството за животна средина. Многу е интересен фактот што во постоечкиот закон за води се уште не е донесен подзаконскиот акт кој што треба да дефинира методологијата за мерење на еколошкиот проток и врз база на тоа инвеститорите наеднаш немаат референтна методологија и не можат да ги вршат мерењата, односно известувањата. Исто така Министерството за животна средина и просторно планирање во секторот за води нема ниту човечки, ниту технички капацитети и не постои никакво организиран систем кој што би ги примал, би ги евидентирал и би ги обработувал овие податоци, така да ова што го гледаме е само на хартија. Ние, современата технологија постои, сме виделе дека инвеститорите вршат мерење на количеството на вода што ја зафаќаат, но тоа останува во нивна сопственост. Деловно тајна. Така. Исто така, ако искомуницирате со Државниот инспекторат за животна средина, ќе видите дека Државниот инспекторат за животна средина нема надлежност да излезе на терен и да врши мерење, затоа што не е лиценцирана организација или институција која што е лиценцирана за вршење на хидролошки мерења. Така да станува збор за една голема заплетканост во овој поглед и како резултат на тоа ние имаме само формални одговори на овие прашања, ама во реалноста имаме празни речни корита. Добро, Јас би отишол малку по-конкретно и благодарам, убаво е објаснено цело тоа. Одговорите се многу вака популистички и убаво звучат, нели се тоа во ред, но конкретно отидеме. За првиот одговор, како е возможно еден човек кој што го изработува елаборатот, еден шумарски инженер, да биде компетентен и да даде свое мислење и тоа да помине низ сите институции за тоа како ќе бидат и дека нема да бидат под наводници загрозени сите видови, дека нема да се уништи, дека тоа има минимално влијание на животната средина. Тоа е некомпетентност. Тоа е невозможно еден човек да даде такво мислење и тоа да биде релевантно за изградба на ваквите хидроцентрали. Од број 2, за вториот одговор, нека се, зашто истиот инвеститор има уште една хидроцентрала, тоа е под населбата Смрдлја вода на Конска река, нека ни кажат тамо колку е, зашто ние ќе ви кажеме од терен дека биолошки минимум нема, дека нема 5 литри во секунда, а не 30. Од страна на нашите 30 пријави кои што се пратени до државниот инспектор и на лице место увидено, кои што нормално 48 часа пред увидот се јавуваат кај инвеститорот, а нели да ги отпуштат вентилите малку, но тоа е малку нефер борба. Од друга страна одговорот е дека нема баждирани апарати, нема релевантна институција за мерење на протокот на вода. Нема. Знаеме дека со една кофа и со една штоперица ќе го измереме протокот во 2 минути. Мене ми е прашањето, мислам не до вас, туку кога веќе ги немаме ние сите овие инструменти, како воопшто е помисливо да биде дозволиво да се градат мини хидроелектрани? Според ова кажаното. Кога значи, нема овие контролни механизми кои што можат да го направат прифатлив таквиот проект. Така, со сад за што правиме, што мериме млеко за торта правење. Така ќе го мериме. Значи ние не сме компетентни да правиме прво мини хидроелектрани, така? Немаме соодветен кадар
Штом се нема соодветен кадар, нема правење на хидроелектрани. А то друго, штетата што ја кажавме претходно и што ја ќе кажеме после, таа е друга работа. И нема што да збориме повеќе понатаму. Мислам, нема што да, не треба воопшто да постојат толку. Некако да го резимираме, прашањето нели зошто народот и зошто граѓанските иницијативи, ќе го напоменеме најважниот дел, тоа е ќе го нарушиме домот на сите автохтони видови, почувајќи, јас сум професионален пчелар и апитерапевт и можам да се ја кажам мојата експертиза во врска со влијанието, а тоа е на Кожев планина, особено по течението на реката Дошница, во местноста Црвени стени, и имаме најчистата форма, најчистиот ген на нашата македонска автохтона медоносна пчела, тоа е Apis mellifera македоника, кој што е во своите природни живеалишта во Карпите, нема да дозволиме таквото негативно влијание кој што ќе ги уништи, ќе ги донесе на работ на екзистенцијата, да ја уништи ова наше природно богатство. Покрај пастрмката кој што има во реката Дошница, раковите и разноврсната флора вдолж нејзиното течење. Што точно барате сега вие? Не знам, целосно стопирање на проектот, Апсолутно. нова локација, нова проценка, не знам, или некој компромис да се направи? Компромис нема. За природните богатства, природните ресурси компромис нема никаков. Не постојат парични средства, материјални средства кои што ќе го платат. Да. Апсолутно нашето барање не само за Дошница, тука да напоменеме, борбата е на ниво на цела држава, на цела Република Македонија. Стопирање на изградба на сите мини хидроелектрани. Не може цела Европа, тој цивилизиран свет кон кој што сите се стремиме, да ги руши и веќе постоечките мали хидроелектрани, а ние допрва да правиме нови. Тоа е недозволиво, ние од Дошница не отстапуваме, двете планирани хидроцентрали, Папрат и Баров дол, ќе ги нема, односно воопшто нема да се изградат. Не постои компромис друг во однос на тоа прашање. Добро, да ве прашам, господине Митревски, колку се енергетски исплатливи хидроцентралите, бидејќи сепак во делот на вашата работа имате допир со овие бројки? Да, производството на електрична енергија од хидроцентралите е податок од јавен карактер кој може да се добие и секој може да ја направи през сметката што ние ја направивме за последниве 5 години. Сите постоечки мали хидроцентрали во државава произведуваат нешто помалку од 4% од бруто домашното производство. Од друга страна, субвенционирањето на обновливи извори, односно производството на електрична енергија од обновливи извори, граѓаните ги чини околу 16 до 17 милиони евра, кои што се плаќаат од сметките за струја. Сите домаќинства во нашата држава на сумата на која што ја потрошиле за електрична енергија, дополнително плаќаат дополнителни 6% за субвенционирање на обновливите извори, вклучително и малите хидроцентрали. Значи, малите хидроцентрали немаат ниту економска, ниту етичка, ниту никаква оправданост. Проблемот со малите хидроцентрали го лоцираме во начинот на субвенционирање на самата изградба на мали хидроцентрали. За разлика од другите обновливи извори, како ветер, сонце, така, малите хидроцентрали ексклузивно се субвенционираат со еден механизам кој што е наречен feed-in тарифи или фиксна тарифа. Тоа значи дека инвеститорот кој што ќе добие концесија за изградба на мала хидроцентрала, нашата држава му гарантира редовен откуп на произведената електрична енергија по загарантирана цена. Со таков договор со држава, секој инвеститор во секоја банка во светот може да аплицира да добие кредит и да изгради мала хидроцентрала, тоа е за гарантиран сигурен профит. Ваквиот начин на субвенционирање на малите хидроцентрали дефинитивно само ги стимулира инвеститорите и понатаму. Така да стимулот е за заработката од малите хидроцентрали, а не за придонесување во енергетскиот микс во земјава. За разлика од малите хидроцентрали, да кажеме, другите обновливи извори се субвенционираат со друг механизам, тоа е механизмот на премии.
Тој механизам ги изложува инвеститорите на пазарните ризици. Тие се должни произведената електрична енергија да ја продаваат на слободниот пазар и доколку не успеат има одредени мерки за субвенционирање или откуп за да не бидат во голема загуба. Да. Благодарам за сега за одговорот. Ќе го повикам третиот лоб да го подготвиме, бидејќи го прашавме инвеститорот џСП која е вашата проценка за енергетската исплатливост на проектот и врз основа на што ја темелите оправданоста за градење на хидроцентрала токму на оваа локација. Во одговорот се вели: нашата проценка е дека проектот е енергетски и економски исплатлив и за правниот субјект кој го реализира, но и пошироко за енергетскиот систем на Република Северна Македонија и граѓаните. Реката Дошница има поволен и стабилен природен проток на вода, што овозможува континуирано производство на базна електрична енергија, која е особено значајна во услови на растечка побарувачка за домашно производство на обновлива енергија. Дополнително, проектот придонесува кон стабилизирање на локалниот енергетски систем во регионот, што е од суштинско значење за развојот на планинскиот масив Кожув и туристичкиот центар. Секое дополнително производство на базна енергија ја намалува потребата од увоз и повисока енергетска безбедност. Значи, тука гледаме сега спротивставени ставови на она што вие го велите. Тие велат со овој начин на инвестирање во самиот капацитет и во планината практично и во локалниот енергетски систем во регионот, тоа ќе придонесе за стабилизирање и за развој на планинскиот масив Кожув и за туризмот. Дури и за туризмот. Да. Добро, Иван, што е вашето мислење? Повели, Кристина. Се поставува прашањето, ќе се надоврзам на Ѓорги, а тоа е самата формула по која што се пресметува е комплицирана. Нормален човек кој што нема допирна точка нели со браншата не може да ја пресмета. Повикот е овде да се излезе со колкава производство на годишно, на месечно, на неделно, во кој период од годината да излезат конкретно за секоја мини хидроцентрала колкава е производството. Тогаш ние ќе имаме јасна представа колку се исплатливи и колку тоа е за сеопшто добро, нели како што милуваат да речат. Излезете не со тие општи на годишно ниво, на државно, на цела територија на Република Македонија, не, една за една кажете ни колкава е производството и во кој период на електрична енергија. Зашто знаеме да единствениот бенефит го имаат фит тарифите кои што ги имаат по повластена цена. Тоа е единствениот бенефит кој што го има. Каков бенефит туристички зборуваме за сеча на 1000 хектари шума, за прекопување на целото течение од 4 километри на една река. Ова не важи, Дошница е само повод, причините се многу подалеку и порано. Сега Дошница е повод за ова движење, за овие прашања, кои што дефинитивно се кријат од јавноста. Како ќе придонесе до стабилизација, со колкава производство? Нека ги извадат бројките. Транспарентно, некако да сега зад маса. Нека ги извадат бројките, верно за другата мини хидроелектрана, што е исто така на Кожув планина, дајте да видиме колку произведуваат и каков. Мислам, таму е постоеле. Направено, мислам, нема потреба да го трошиме времето во врска со овие прашања. Не, добро, секогаш има потреба да се објаснува Точно, на граѓаните, тоа е тоа мислам... што го велиме, да, бидејќи сепак аргументите и на економистите, на енергетичарите понекогаш се дека овие мали жртви во екологијата, ако се мали, јас не велам, се издржани за тоа што мора да функционира и економијата и енергијата. Како го коментирате тоа? Ајде. Па, ви кажав, 98 мали хидроцентрали, 76 уништени реки за помалку од 4% учество во домашното производство, што знаеме дека не ги задоволува нашите потреби, дури увезуваме електрична енергија, е многу малку. Исто така, овој одговор беше многу интересен што го прочитавте пред малку, затоа што малите хидроцентрали да видиме на кој начин можат да придонесат во локалниот развој. Тие се од целосно автоматизирана природа и подразбираат еден или најмногу двајца вработени, значи не носат вработување во локалната заедница. Електричната енергија што произведуваат, таа оди во централниот систем, не регионално па да се употребува таму каде што е произведена, туку оди во централниот систем, на чисто тој аргумент не држи. Освен исто така, интересно е што ние знаеме дека нема таму систем за складирање на електрична енергија,
енергија. Малите хидроцентрали не произведуваат во летните месеци кога се реките издашноста на водите е многу ниска, тогаш кога има голема потреба да кажеме, и исто така, значи тие произведуваат во оние месеци кога потребата не е толку голема. Добро, во зима потребата е поголема отколку во лето. Делумно во зима, А тогаш и водостојот е повисок, обично. Водостојот е повисок во пролетните месеци, водостојот е највисок Кога се топат снеговите, а тогаш побарувачката на електрична енергија не е највисока, највисока е во лето и во зима, и пошто електричната енергија од малите хидроцентрали оди во централниот систем, таа најчесто завршува за продажба на странските пазари ова купопродажба на електрична енергија. Да, додека граѓаните го субвенционираат овој да кажеме целата ова структура. Да, повелете, па благодарам. Значи, за првичното охрабрување од самата фирма на и џСП и ЕСП Актуел, би сакала, овие се прашања, значи, пак ќе кажем, ова е граѓанска иницијатива од сите градови на Република Македонија. Значи, покрај еколошката катастрофа со уништување за ова непроценливо природно богатство и природата, ова е една од последните реки со чиста изврска вода за пиење. Прашуваме, дали одговорните лица на во јавното претпријатие Национални шуми се учесници во кривично дело, со кое е оштетен буџетот на Република Македонија во вредност од најмалку 15 милиони денари. Имено, поради потреба за изградба на пристапен пат до локацијата, треба да се градат малите хидроелектрани во должина од 4 км и ширина од 8 метри, треба да се ископачи дрвена маса од ела, белбор, бука, количина најмалку од 1000 метри кубни. Во нормална постапка барателот за изградба на таков пристапен пат треба да изработи проект за изградба на пристапен пат кој треба да добие дозвола од надлежните министерства и да ги плати своите давачки од надомест за исечена дрвена маса кои изнесуваат околу 15.000 денари на метар кубен. Заради друго прашање, значи сите овие се прашања, не охрабруваат, значи прашуваме. Дали заради избегнување на оваа процедура и на давачки во износ од најмалку 15 милиони денари, јавното претпријатие на Национални шуми врши измена во стопанската основа на изработка на овој нов шумски пат кој се поклопува за потребите на инвеститорот кој или случајно се поклопува, кој треба да ги гради малите хидроелектрани. Во нито еден претходен документ на јавното претпријатие за Национални шуми нито е спомната потребата за изградбата на овој пат, ниту пак е планирана сеча во атарот каде што се гради патот. Прашуваме дали воопшто овој пат е впишан во стопанската основа на оваа парцела, во документите на јавното претпријатие Национални шуми, ако не е, како е можно овој пат да се гради. Добро. Изградбата може ли само уште? Ве молам, има уште една минутка. Изградбата започнува оваа година месец мај, после некоја случајност изградбата на патот ја врши механизацијата на ЕС Глобал до Скопје во собственост на супругата на инвеститорот. И е приватна компанија и се работи без надомест. Сега, горе изнесеното основано сомнение. Постои дека надлежните раководни лица од јавното претпријатие Национални шуми има возможеле на горе наведените компании и можно е да се дали е избегнување ова на плаќање на надомест за ископаче на шума да се стекне со противправна корист од најмалку 15 милиони денари и да се нанесе штета на буџетот на Македонија. Бараме, ова е последно, бараме јавното обвинителство да покрене истрага за овој случај, бидејќи постои основано сомнение дека одговорните лица во јавното претпријатие за Национални шуми заедно со инвеститорот, како организирана група налеле огромна штета на буџетот на Република Македонија и ја злоупотребиле службената должност. И сега... Добро, благодарам. Да, доволно прашање ми се чини за ќе имаат институциите време да одговараат. Тука одиме на куца пауза за реклами и се враќаме во студиото со финалето на оваа дебата. Повторно во студиото на телевизија 24 со Томова, Митревски, Алчинов од еколошки здруженија дебатираме околу изградбата на малите хидроцентрали на реката Дошница, нешто за што изминативе денови се крена вистинска врева во јавноста, односно самите граѓани успеа да го привлечат вниманието на јавноста за
проблемите што може да настанат врз нивниот крај и врз нивниот регион. Беа истакнати повеќе прашања, теми, дилеми и така натаму. Ја би сакал, бидејќи го поставивме и тоа прашање на инвеститорот, да одиме со следниот одговор за да можеме да го довршиме овој дел од дебатата. Значи, телопод број 4 молам да се подготви. Прашањето е доколку по почетокот на градбата се утврдат сериозни еколошки или правни пречки, дали сте подготвени да се откажете од проектот и да ја почитувате волјата на заедницата. Еве го одговорот. Ние сме компанија која работи по највисоки професионални и еколошки стандарди. За разлика од многу други инвеститори, нашето досегашно портфолио вклучува успешно реализирани проекти со целосна транспарентност, контрола и придржување до сите регулативи. Во текот на реализацијата на проектот на Дошница, ние самите редовно иницираме инспекциски надзори и соработка со институциите. Пред само 2 дена беше спроведена контрола од страна на Министерството за животна средина, при што не беа утврдени никакви неправилности или забелешки. Тоа уште еднаш потврдува дека работиме исклучиво во рамките на законскиот и еколошкиот систем. Па продолжуваме со следниот телоп, доколку се појават објективни, сериозни еколошки или правни пречки, немаме никаква намера да ги игнорираме или прикриваме. Напротив, целосно ја почитуваме институционалната и граѓанска рамка на одговорност и секогаш би постапиле согласно законските решенија и јавниот интерес. Нашата цел не е да наметнуваме проект на сметка на уништување на природата, туку да реализираме инвестиција со минимално влијание врз природата, која ќе биде прифатена и долгорочно одржлива. Затоа ги охрабруваме сите институции да продолжат со надзор на секоја фаза од реализацијата. Добро, еве, прилично експлицитно, со еден отворен, да речам, отворен пристап настапува инвеститорот, велики ги прифати сите можни забелешки или особено ако дојдат од страна на инспекцијските надзори. Вие тука веќе упативте една, да речам, сомневање дека тие никогаш нема да се реализираат на таков начин како што би требало. Зошто? Мене многу ми се допадна одговорот на инвеститорот и јас само би го охрабрил инвеститорот во случајот на Дошница да направи една опсежна студија за оцена на влијанието врз животната средина и 12 годишен мониторинг. Ние врз база на елаборатот кој што го имаме за оваа изградба, немаме доволно податоци, ниту за видовите, ниту за биодиверзитетот. Тоа се податоци од литература, собрани, знаеме дека тоа подрачје не е истражувано и немаме доволно прецизни податоци, за некои видови воопшто немаме податоци. Така да, доколку инвеститорот се обврзува на една ваква соработка со граѓаните и на една граѓанска одговорност, мислам дека би било најреално да спроведе една обсежна студија за оцена на влијанието врз животна средина, па резултатите од таа студија да бидат јавно достапни и врз база на јавни расправи и консултации, експертската јавност да може да се надоврзе и да ги даде своите коментари и исто така да напоменеме дека една ваква студија за влијание врз животна средина подразбира и сериозни мерки на митигација на состојбите, односно надминување или ублажување на последиците и во тој случај мислам дека овој процес ќе се одвива транспарентно и ќе се одвива со вклученост на граѓаните. А вака инаку не. Да. Алчинов, дали воопшто се обидовте да стапите во контакт со инвеститорот, например? До инвеститорот или само со институциите се обидовте? Значи ние немаме допирна точка со инвеститорот како директен таргет. Паралелно со него, зошто сега ќе ви објаснам целата ретроспектива, се случува да моменталните досегашни градежни активности, тоа е отварање на патот, негово проширување, сеча на шума и понатаму нели како им се планираат активностите, се води под маска на национални шуми. Односно, затоа го поставивме прашањето дали јавното претпријатие Македонски шуми е директен соучесник во криминал од 15 милиони евра, кој што би требало инвеститорот да ги плати како надомест за шумската сеча, да, а тоа го прави во како пресметавте 15 милиони евра? Корелација нормално е, тоа се 1000 метри кубни исечена шума по 15.000 денари надомест. Едноставна е пресметката. Добро. Овде,
меѓутоа што на терен излегуваат уште поголеми игри кои што се играле, тоа се наемување од страна на инвеститорот, некои шумарски инженери во пензија сега, дали тоа е дозволиво, треба да испитат органите. Од друга страна, дали се тоа, дали смее ваква корелација под маската на национални шуми и нивна сеча да бидат користени ресурси, машини и човечки ресурси во изградбата на самиот пат. Добро, сега околу ова што се постави во прашањето, го прашавме инвеститорот, значи за петиот елоп зборуваме, кој ќе врши мониторинг и контрола врз проектот за време на изградбата и подоцна, и дали сте подготвени на целосна транспарентност и јавна достапност на сите податоци поврзани со проектот. Одговорот е мониторингот и стручниот надзор за време на изградбата на хидроелектраната го врши лиценцирана фирма за надзор Концепт ЕУ, која има долгогодишно искуство во следење на инфраструктурни и енергетски проекти. Нивната работа е во согласност со домашните прописи и стандардите за техничка и еколошка усогласеност. Покрај техничкиот надзор, како што веќе кажавме, проектот е предмет на институционална контрола од соодветните државни органи, пред се Министерството за животна средина, Државниот инспекторат и општината. Во однос на транспарентноста, граѓаните не треба да имаат никаков сомнеш дека било што ќе се работи надвор од предвидените прописи. За да го потврдиме тоа, сите релевантни податоци за проектот, вклучувајќи дозволи, студии, мониторинг извештаи и изведбени документи кои се достапни за надлежните институции, може да бидат јавно објавени. Во текот на изградбата и подоцна во експлоатацијата ќе овозможиме пристап до информации за влијанието врз животната средина и ќе обезбедиме редовно известување до јавноста. Спремни сме на соработка со сите, со цел да ги увериме во искреноста на нашите намери и професионалноста на компанијата. Секое рационално издржано барање или сомнеш, соодветно ќе го адресираме. Нашата цел е проектот да биде отворен и да создаде доверба не само кај институциите, туку и кај граѓаните. Значи, во однос на тоа е во однос на стручниот надзор за време на изградбата, како што ни кажуваат од џСП Актуел. Тие повторно уверуваат во спремноста. Меѓутоа, тука, колку што гледам, ние имаме судир на концепти. Едниот концепт е не треба да има хидроцентрали, и другиот треба да има со обезбедување на овие еколошки минимуми во функционирањето. И како во една ваква ситуација? Ајде, Томова. Значи, предходно Ѓорги се произнесе. Значи, таму треба да се направи студија. Таа ќе трае неколку години најмалку. Значи, студијата нивна направена неколку реда, од неколку реда. Јас немам, или не јас, туку ние граѓаните, немаме никаква доверба во ова што се прави, гледајќи што се случува од другите мини хидроелектрани. Ова мини хидроелектрана нема да се гради. Ниту пак на друго место. Бевме јасни од самиот почеток, гледајќи што се случува со другите, така да нити на Дошници, нити на друго место во Македонија ќе се гради друга. Добро, заради тоа што немаме да немаме доверба. Бидејќи Значи, сега на пример каде се резултатите како ќе продолжи вашиот протест? Имате забрана за движење во шуми. Нашиот протест не е протест, е блокада. И блокадата не се одвива во шума, се одвива на регионален пат. Добро, на регионален пат кој што е во шумски предел, така? Во шумски предел, точно. Таму е забрането движење освен во возил. Не, тоа не е така. Не може да се забрани движење по регионален пат. Ако е така, треба да затвориме од Делчево до Берово, патиштата треба да го затвориме Маврово, тоа е неплоза на цела држава. Да, но вие сте таму надвор на улица, така, таму се пушат цигари, таму, значи постои опасност за палење. Се зборим напротив, ние сме со аргументирам, вие сте еколози, може да не пушите цигари, меѓутоа има опасност од палење на огнови. Сега аргументирам со известувањето од македонски шуми за движење во шуми. Одговорот е тој, нема движење во шума, има движење по регионален пат, од друга страна, да, ние сме спремни да комплетно документирано, нели, со сите прописи да го спроведеме, да ја спроведуваме блокадата, се додека тоа е потребно. Добро, какви други активности следуваат? Дали овој отпор, да речеме, ќе продолжи
на кој начин? Правно, преку протести, едукативно, преку запознавање на граѓаните, или еве вака како што и правиме и со малку поголем медиумско запознавање? Одиме. Апсолутно сите аспекти се опфатени, паралелно ја тераме целокупната елаборација на оваа тема. Блокадите се едно, физички активности, правната борба продолжува со аргументите кои што ги имаме и на кои што се засноваме, на сите конвенции кои што ги имаме. Георги може да ни објасни малку во подетално. Апсолутно запознавањето и транспарентноста е една клучна работа која што сакаме да ја постигнеме. И добро, на каков одзив, мислам, каков добивте одговор, да речем, од институциите, со министерот за животна средина, дали воопшто стапивте во контакт, или заменик министерот, или со дел од инспекторатот таму? Граѓанската иницијатива Спас за Дошница испрати петиција до трите општини Гевгелија, Демир Капија и Кавадарци и до Министерството за животна средина за временно стопирање на изградбата и на сите активности за изградбата на овие две мини хидроцентрали, се додека не дојдеме до момент да имаме студија, да имаме документи, да имаме подкрепа, нели, просен конс, позитивни и негативни решенија односно резултати кои што ќе произлезат од овие активности. Добро. Друго, исто така, значи делуваме во сите правци, правно и, како што рече Кристијан, исто така имаме извештај во Европска Унија, исто така и во Холандија. Веројатно ќе одиме во Европска комисија, каде што сме биле веќе еднаш, има извештај од 2,5 часа разговор. Така да со сета документација, со сите извештаи ќе се оди и таму. Да видиме колку се држиме на. Да, добро. Што можат вака еколошките здруженија уште повеќе да направат од ова? Ги спомнавме овие и меѓународни норми и класификации, дали нешто од тоа може да помогне во однос на убедување на институциите на кој начин овие проекти се прифатливи, односно неприфатливи? Јас мислам дека може, ние и во нашава држава имаме успешни примери. Веќе го наведам примерот на хидроцентралите Жировничка 5 и 6, кои што требаше да се градат на реката Жировничка во близина на селото Жировница во Националниот парк Маврово. Таму исто така инвеститорот ги имаше набавено сите можни дозволи, документи и така натаму, и дојде со машинеријата до самата река и граѓаните, локалната заедница не дозволуваше отпочнување на работите. Во меѓувреме ние го како организација Екосвест, не знам дали знаете, има инициирано отворен случај пред Бернската конвенција која што заседава при Европската унија во Страсбург, при Европската канцеларија таму, заседава и таму имаме веќе 12 години отворен случај за хидропроектите во Македонија. Проблемот со хидропроектите во Маврово го актуализиравме и на Бернската конвенција, од каде што стигна препораката 211 пред 3 години веќе до нашата влада со 13 точки кои што се на еден начин барање. Знаете, меѓународните конвенции немаат сила на закон или некаква конвенција тие не се полиција, но станува збор за меѓународни договори кои што нашата држава ги превзела, ги ратификувала во парламентот и тие имаат сила на домашен закон. Практично непочитување на овие конвенции значи непочитување на законодавството, односно непочитување на прописите и мерките на кои што оваа држава се обврзала. Но сепак еве успеавме и владата оформи комисија која што води разговори за раскинување на концесиите за Жировничка 5 и 6. Тоа ви е еден последен успешен пример од последниве 2 години во нашава држава. На кое ниво беа во однос на реализацијата, проектна и така натаму? Исто како и сега, документите беа прибавени, машинеријата за градба беше на речното корито. Имаме многу бројни примери во Босна, во Србија, во Црна Гора. Знаете, ако ние живееме во демократско и во граѓанско општество, на крај граѓанскиот аргумент и аргументот на граѓаните мора да се чуе.
Убаво е кога ќе слушнеме од инвеститорот дека е спремен да ги земе во предвид барањата на граѓаните и така натаму. Тоа се прави на еден единствен начин ако се почитуваат нормите за учество на граѓаните. А во овој случај треба да се направи една студија за оцена на влијанието, стручно, научно изведена студија, каде што биолози ќе направат биолошки мониторинг, каде што ќе се виде и хидролошки истражувања, геоморфологија и така натаму, и ќе добиеме ние јасни сознанија за состојбите на теренот и врз база на тоа предлог, мерки за митигација, за да сме сигурни дека нема да има големи штети по биодиверзитетот и уште поважно по водоснабдувањето и по добросостојбата на локалните заедници. Тоа е патот за било кој инфраструктурен проект, па и за мала хидроцентрала на Дошница. И ние охрабруваме еден ваков пристап. Да, добро. Не големи штети дали ги има. Не смееме да дозволиме воопшто да има штета. Што сакаме ние да постигнеме? Тука е главното прашање. И тоа што ни останало како пребежиште на луѓето, како чиста природа, ние да ја уништиме. Овде се поставува тоа прашање. Ние сме дома, некој доаѓа кај нас дома да ни ги скрати сите тие природни убавини кои што не ги дал никој, сме ги наследили од предците. Ги дал Бог, така е? За која? Односно тука е едноставно прашање дали целата ги оправдува средствата. Студијата е број 1 работа, но ние прашуваме кој се има бенефит, освен субвенционираните откуп, субвенцијата на хидроцентралите и зелените кредити кои што нели можат да ги подигнат. Кој друг има бенефит? Економски, културен, социјален, не знам каков, се уште. Нема. Никаков. Освен личен. Добро, има ли во Македонија некоја национална стратегија во однос на тоа како да се зачува екосистемот, а да енергетската ефикасност се подобри? Јасна стратегија, знаете, има повеќе... Бидејќи тоа е клучното прашање на крајот, бидејќи од нешто мора да живее државата. Енергија мора да има струја. Сега прашањето е како да дојдеме до тоа, а да не го нарушиме ова зашто вие сте денеска овде, зашто се борите како граѓани на... Малите хидроцентрали не придонесуваат. Помалку од 4% за 98 хидроцентрали, тоа е многу малку. А пресметките кажуваат дека со инвестирање на 16 милиони евра годишно, во неколку годишен период, ако ги се инвестираат во енергетска ефикасност, заштедата на електрична енергија ќе биде поголема од 4%. Значи, истата инвестиција во енергетска ефикасност нас би ни дозволи не би не во згради, во така е, во фабрики, енергетска секаде. ефикасност. Да, нас не би не оштетила енергетски дури би имало и бенефит, само би ги заштитиле реките и речните екосистеми. Така да нема никаква оправданост за малите хидроцентрали. Ние зборуваме за други различни енергетски системи, ама малите хидроцентрали на вистина во нашава земја немаат оправданост. Ви благодарам. Доколку имате уште нешто да додадете, тука сме, ако не, тука е некаде и крајот на вечерашната емисија Отворено. Последна порака до вашите сограѓани или како ви рекол. Ги охрабруваме и сите загрижени граѓани во Република Македонија, секаде каде што има вакви намери да се градат мини хидроцентралите, да народот излезе, да народот направи своји активности во заштита на својот дом и на своето огниште. Зашто ако ние не ги заштитиме, нашите природни ресурси и природни богатства, гледаме какви катастрофи ни следуваат. Уште една катастрофа која што ни се случи пред 10 години на Кожев, тоа е во единствената прашума на Кожев, која што беше национални шуми влегува и таму направија сеча. Тоа е една работа што ја испуштивме, Дошница нема да ја испуштиме. Тоа е пораката до сите релевантни и загрижени институции и субјекти, дека ние не отстапуваме и ние го браниме своето огниште до крај. Алчинов, Томова и Митровски, ви благодарам за вечерашното учество во емисијата Отворено на ТВ24. Почитувани гледачи, тука е крајот на вечерашното издание, за кратко следуваат вестите. Пријатно!